продолжуваме понатаму и во оваа втора сесија која е само продолжение на ова што веќе го правевме, го имаме генералниот секретар на владата Игор Јанушев и со него сакаме да навлеземе во некои детали за тоа што владата планира во непосредниот период, особено во однос на соработката со граѓанските организации. Знаеме дека се во тек подготовките за реформирање, односно повторно формирање на Советот за соработка, кој, како што знаеме, беше околу 2 години во бојкот во претходниот период, токму заради некои одлуки на претходната влада. Знаеме дека има иницијатива за почнување на подготовка на нова стратегија за соработка во следниот период и тоа што исто така нас не интересира да видиме ова што го споменавме со државното финансирање, во кои насоки ќе оди или се планира во наредниот период. Па, господине Јанушев, дадете еден воведен поглед на владините планови, па потоа ќе одиме со прашања од колегите. Благодарам, господине Кржаловски. Мислам дека може да продолжиме и на лично име сега натаму од која ги поминавме овие формалности. Јас она воведно обраќање во интерес на времето ќе го прескокнам, бидејќи реално и сигурно нема да кажам ништо ново во однос на она што е нели планирано на соработката и што не беше кажано од претходниот претседателот на владата и во дискусијата која што претходно ја имавте. Сметам дека иако е прекратко времето во овие 4 месеци по формирањето на новата влада за реално и да покажеме некои позначени чекори во однос на соработката, но исто така сметам дека од друга страна пак е доволно време за да може реално да се процени во која насока ќе се движиме. Ако се сеќавам добро, на еден од првите настани на онаа работилница која што ја направивте во граѓанскиот ресурсен центар, кога ја отворивме темата за нели поново воспоставување на Советот и кој ги кажав дека ќе направиме се дека до крајот на година, евентуално почетокот на следната, сите тие работи да се стават во функција, претпоставам дека нема да изложам или кажам ништо погрешно, дека бевте големи скептици во однос на тоа. Но да, ја почнавме иницијативата, се направи, ако не се лажам, 3 или 4 вкупно работилници, каде што се отвори тој консултативен процес во однос на измена на самата одлука и впрочем насоката во која што оди измената на одлуката за формирање на Советот е всушност и побарање на самите граѓански организации како сето тоа да се изведе, да се направи и можам пред сите тука да дадам збор дека на некој од следните седници на влада истото ќе биде разгледана и потврдена, така да очекувам процесот негде околу нова година, порано пред или после и официјално да го затвориме, да се формализира сето тоа и нормално да се стави тој совет во функција, а нормално во насока на тоа дека диалогот кој што ќе го имаме ќе се одвива нели пред се преку советот покрај сите овие настани кои што во меѓувреме ќе ги правиме. Во меѓувреме се отпочна исто така и со иницијативата. Колеги, поправете ме ако грешам, мислам дека пред неколку дена во понеделникот, ако не се лажам, се објави на вебсајтот на владата иницијатива, односно барање од невладиниот сектор да се достават иницијативи за новата стратегија која што треба да биде 25-28, да. Така да се собираат сега иницијативите, ве поканувам сите кои што не сте доставиле да се достават, така да во период кој што следи се надевам дека што е можно побрзо ќе завршиме заеднички таа стратегија која што ќе ни биде еден патоказ во следните години во која насока ќе се одвива соработката, а во оној дел каде што нели како програма на влада имаме превземено и обврска, односно ветување пред граѓаните или пред вас како дел од граѓанскиот сектор, да го формираме и тој гарантен фонд, на некој начин државен фонд кој што ќе учествува во кофинансирањето на проектите кои што вие ги поднесувате до сите меѓународни релевантни институции и организации кои што даваат грантови за одредени
проекти, но секако тука ќе побарам и помош, да кажам, од вас во однос на утврдување на јасен и прецизен механизам на распредел, не само на делот на распределбата, туку и водење буквално на еден регистар на тоа колку се државни средства се одливаат во однос на поддршка на невладиниот сектор. Можеби ова вака на прва ќе дојде до некое, да кажам, неодобрување, но мораме да воспоставиме механизам во државата каде што ќе знаеме буквално колку средства за кои намени се трошат и од кога ќе истите се реализираат, да имаме повратна информација, односно на некој начин одговорност, дали средствата се целисходно потрошени во однос на тоа која била намената за која што се дадени, за да го надминеме проблемот за кој што нели разговаравте, односно се повикавте дека, односно ни кажавте еден факт дека се она што иде преку вас кога се дели, дека немате поплаки во однос на самата процедура и трошењето на истите. Па тоа истото кое што вие сте успеале да го направите таму, јас сакам да го направиме и во владата, за конечно барем да започнеме да го решаваме проблемот со нели наши, ваши, блиски, неблиски, крај крајва 2 милиона, односно не сме ни 2 милиона луѓе во државата, сите се знаеме со секого, така да многу е лесно на било кој да му се закачи етикета дека е ваш или наш, бидејќи многу лесно можеме да дојдеме еден до друг. Благодарам за овој вовед. Јас ќе ги прескокнам моите прашања, точно во интерес на времето и за да ве вклучиме и вас повеќе. Во организацијата на настанот, како што знаете, при пријавувањето беше возможно да вие самите поставите прашања, над 100 прашања добивме, се обидовме да ги групираме и во оваа прва рунда замоливме 3 колеги од секторот да ги постават тие групи на прашања, така да речем. Првото, ако не се лажам, беше во однос на работата на Советот за соработка и она што беа, да речем, констатации за зошто тој не работеше и како да се превенира во иднина. И за тоа го поканувам Андреј Сених, кој е член на Советот, да го постави тоа прашање или во тој дел, а потоа мислам дека и Симона Младеновска и Тинка Китевска во однос на државното финансирање. Повелете. Се слуша? Да. Благодарам, јас сум поранешен член на Советот, само да појаснам. Имам 3 прашања кои што се сублимат на многу повеќе прашања кои што пристигнале од повеќе организации и за да не испуштам нешто важно, ќе ги прочитам. Сите се поврзани со и фокусирани на начинот на соработка на владата со граѓанските организации. Првото, последниот период од владењето на претходната влада целосно беа игнорирани заклучоците и препораките на Советот за соработка, како и обврските од стратегијата за соработка со граѓанскиот сектор, што резултираше со нефункционирање на Советот. Сега се воспоставува нов Совет и нова стратегија. Како владата ќе осигури дека овие облици на соработка нема да завршат на ист начин? Може да ги прочитам сите 3? Следното прашање. Последниот период пак на претходното владење на владата предводена од ВМРО ДПМН заврши со еден вид на напад на врз 22 граѓански организации. Сите со најавено учество во мониторингот на тогашните избори во облик на вонредни инспекции и парични казни за дел од нив. Дали можете да гарантирате дека оваа влада ќе се воздржи од вакви постапки насочени против работењето на граѓанските организации? Се разбира, зборуваме за оно што е надвор од редовен инспекцијски надзор од надлежните институции. И третото прашање. Една од формите на соработка меѓу владата и граѓанскиот сектор представува пренесувањето на одредени социјални и јавноздравствени услуги од јавниот сектор кон граѓанските организации како нивни извршители, услуги најчесто насочени кон заштита на најранливите и најонеправданите категории граѓани. Таков е примерот со програмите за скрининг и заштита од ХИВ и други крвно и сексуално преносливи инфекции, номинално под капата на Националната програма за ХИВ, во која веќе 20 години се вклучени околу 15 граѓански организации. Се слуша? Целиот овој систем, кој обезбедува најосновна здравствена заштита на околу 8.000 граѓани, ќе биде укинат во јануари 2025 година
поради намалување на средствата во програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција во предлог буџетот за следната година. Прашањето е: дали сте спремни како влада да изнајдете решение во консултација со граѓанските организации за да не се случи после 20 години 8.000 граѓани да останат без овие услуги кои што имаат и огромно влијание врз јавното здравје? Благодарам. Да ги слушнеме другите или една рунда одговори па? Другите две прашања да ги слушнеме, па одеднаш ќе одговориме, па потоа ќе отвориме. Помалку. Ало, се слушаме? Јас сум Тинка Китеска од Сдружение на граѓани за заштита на правата на вработените во државната администрација и заштита на државниот недвижен имот. Во изминатите 5 години од нашето постоење и функционирање, ние истражувавме и дојдовме до констатација дека во Македонија има релативно голем број на празни, напуштени и неискористени државни објекти, кои со години никој не ги користи и пропаѓаат секојдневно. Дали владата на Република Македонија има план како да постапи и да ги заштити овие празни објекти во интерес на целокупната македонска јавност и дали дел од тие објекти може да бидат доделени на граѓанските организации кои што имаат потреба од дополнителен деловен простор. Благодарам. И третото? Мона Младиновска од Балканската мрежа за развој на граѓанско општество, мрежа на граѓански организации која делува на територијата на Балканот во поширока смисла од Western Balkan 6, со една многу специфична област на работа, овозможувачка средина за развој на граѓанско општество. Една од позначајните области во областа на овозможувачко општество е токму финансиската одржливост на граѓанските организации. Па од тука моето прашање ќе биде сублимат на сите оние прашања кои ги добија колегите од МЦМС поврзани со јавното финансирање на граѓанскиот сектор и се разбира врз основа на долгогодишните податоци кои ги собираме. За жал не е тоа предизвик само во нашата земја, се јавува како една од горливите теми во повеќето земји од Балканот, недостигот на функционално, соодветно, транспарентно и ефикасно програмирање на јавните фондови. Врз основа на податоците добиени преку пристап до информација од јавен карактер, граѓанското општество во земјава во изминатата година има добиено вкупно 10 милиони евра преку буџетот на централно и на локално ниво. Затоа што споредбата треба да ја правиме со она што треба да ни биде стандардот и кон кое се стремиме. Во споредба со нас во Словенија овој буџет изнесува 519 милиони евра, ако не се лажам, што прави вкупниот буџет кој го добива граѓанското ги прави да биде 51%. Според стратешките документи кои досега постојат во земјава, беше предвидено скалесто зголемување на средствата кои се одвојуваат од јавниот буџет, кој со тек на време би требало да достигне до 30% од вкупните средства кои граѓанското општество за себе ги обезбедува преку билатерални и мултилатерални донатори. Овие 10 милиони кои се издвоени во 2023 чинат нешто помалку од 7% од 147 милиони кои граѓанското општество има успеано да ги обезбеди за себе. Така што моето прашање би било на кој начин, доколку, владата планира да работи на овој предизвик со кој се соочува граѓанското општество, како се планира да се продолжи односно со следните чекори, да се дојдат до тој соодветен модел, да се изнајдат механизми за поддршка на кофинансирањето кое се јавува како уште еден предизвик кога граѓанските организации аплицираат за средства од даночните обврзници на другите земји. Ви благодарам.
Прашања, па повелете. Јас успев да запишам 5, се надам дека нема да испуштам ни едно. Ќе започнам нормално од првите прашања. Првото и второто реално би ги споил во едно, бидејќи се некако поврзани, каде што господинот направи, рековте, бивш, може би и еден член на Советот. На претходните две влади, веројатно времето е најдобар показател за тоа како оваа сега влада ќе се справува со сите предизвици, не само со ова што е тема на нашава денешна конференција. Јас прво како човек, можете да ме видите сегден изград, да седам со најразлични профили на луѓе. И зошто го кажувам ово? Го кажувам ради тоа што јас ги ценам и почитувам луѓето во однос на кои се тие, како се однесуваат кон мене, и со истиот реципроцитет се обидувам да вратам кон нив. Така да го почнав и во ведниот дел со едно слично кажување, дека иако е премалце време, мислам дека покажавме овие 4 месеци дека се движиме барем по мене во една исправна насока како влада, конкретно и во делов во соработката со граѓанскиот сектор. И би побарал од вас, значи, едноставно да дадете време за да видите дека ова што сега го кажуваме не е само декларативно, дека ќе се обидеме секаде каде што можеме да излеземе во сусрет или да помогнеме, да имаме соработка да го направиме тоа. Не велам дека за можеби во иднина одредени прашања нема и да ги вкрстиме аргументите, не велам дека за секи успееме да најдеме разбирање или соработка, но можам да дадам збор дека она што можеме да го направиме заеднички, дека ќе го направиме. На крајот на денот, нели, човечки е и нормално во едно демократско општество и за работите кои што нема да се согласиме, дека се согласуваме, дека едноставно не се согласуваме. И мислам дека така функционира светот и дека не треба да има тука нити hard feelings, нити некои недоразбирања, доколку за одредени прашања и не најдеме заеднички јазик. Но сепак сметам дека за најголем дел од работите можеме да седнеме и да се договориме. Видете, во владата постои овој сектор каде што еве тука се дел од вработените, кои што ги знаете сите, со години се таму, не се ни од ова, ни од претходната, секој се вработил во некое време, повеќето од луѓето се таму по повеќе од 10, 15, 20 години. Имате соработка, таа соработка ќе продолжи во самата структура и организација, во самата влада правиме некое реструктурирање. Мојот план е, значи, буквално се што е во однос на соработка со граѓански сектор, стратегии, стратешки приоритети, стратешки документи, значи да едноставно во една организацијска единица да го сето тоа сублимирам, макар би било тоа и со повеќе одделенија, буквално да се има еден следствен тек на настаните, од едно место да се пратат сите тие политики и соработка, и на крајот на денот и кога ќе имаме повторно промена на власт или небитно промена на раководни луѓе, да имаме едноставно институционална меморија во самата влада во однос на луѓето кои што е род, бидејќи ние сите зборуваме во Македонија дека како на запад добро сето тоа функционирало и како ти имаат институционална меморија и без разлика кога некој ќе се промени. Не мора да е власт, можеби по една година, по неколку месеци, по неколку години, небитно ќе има друг генерален секретар со кој што ќе треба да се спремаат сите овие документи или соработка, да не треба од поново да ги, нели, учи сите работи, да бара кој што работи. Во однос на прашањето за преносот на услугите, нели, од јавните услуги на невладините организации, односно граѓанскиот сектор, и конкретно за вашето прашање во однос на ХИВ, да бидам искрен, не сум во тек на кој начин се одвива сето тоа и како се одвивало, но сум сигурен дека нема, спомнавте бројка од 8.000 луѓе, мислам, но сигурен сум дека владата нема да остави 8.000 луѓе на улица. Каков механизам,
преку кого, во моментов стварно немам одговор, не би сакал да импровизирам. Може би некој од говорниците на следната сесија од колегите би можел да даде некој поконкретен одговор, но и ако не даде, значи ќе ги провериме тие работи и можеме да бидеме во комуникација за да ви информираме кој е планот, на кој начин да ќе се најде, вака кажано народски, чаре за тој проблем околу тие 8.000 луѓе. Во однос на прашањето за државните објекти, напуштени, ненапуштени, вакви или такви, во два сегмента беше. Прво, ако разберав добро, кој ни е планот како влада, што да правиме, и второто прашање, односно подпрашање беше дали има можност да се доделат тие објекти на граѓанските здруженија. А ние веќе имаме отпочнато една таква постапка на некој што од првите седници мислам дека кој ги одржавме на влада, и тоа не само во однос на државниот имот, во однос на не само на недвижните, туку и на движните ствари, значи возила и буквално се она што го поседуваме како влада, е отпочнат процес да се изготви централен регистар и на движни ствари и на недвижни ствари, пошто реално не знаеме со што располагаме, но истовремено побаравме и веќе исто така се работи да направиме попис и на, како да се изразам, најти опремата со која што како држава располагаме. Ова ме потсети, бидејќи само што доаѓам од еден настан за дигитализација. Тоа е многу битно да го имаме апропо дигитализацијата која што треба да спроведеме во државата, бидејќи ние во моментов не знаеме и немаме на едно место увид со каков софтвер, со какви дигитални услуги, со какви сервери, со каква опрема располагаме. Но да се вратам на назад, да не одам на друга тема. Се надевам дека во блиски дни ќе биде готов тој регистар на движен имот пред се, да бидеме реално, има дел од имотот кој што и тука ни Скопје, ни целата држава знаеме дека е државен или можеби не е до крај имотно правно разрешен, бидејќи има стечајни постапки, има имотно-правни проблеми, дел се со денационализации, па не знам, влегле во заштитени зони, многу големи проблеми. И тука ќе треба веројатно за дел од тие кои што ќе останат да се изнајде некој системски пристап, бидејќи збориме за објекти кои што некои по повеќе од 20, 30, 50 години буквално како чирови се дели во централното градско подрачје, не само во Скопје и во останатите градови. Се надевам дека во некоја од следните вакви конференции ќе можеме и да се пофалиме нели што е сработено и какво решение сме, до какво решение сме дошле, може да дел од тие решенија ќе произлезат и заеднички. Иначе, последниот дел од прашањето, одговорот е да, тоа е како можност. Само тука би додал дека треба да го најдеме правиот начин и механизам, за да не биде, нели, постоја сме ви дале на вас, пошто се знаеме, ама не сме му дале на некој друг, пошто не сме се знаели. Има такви примери, кои што и овие 4 месеци ги гледам во влада, каде што одредени издруженија, да не ме свати никој погрешно или да биде навреден, кои што, не знам, се формираат вчера, веќе на следниот ден добиваат на користење, па и како вака добри, квалитетни објекти на атрактивни локации. Мислам дека за неколку од нив и ги поништивме на влада и ги вративме назад во владение на државата. Во однос на последното прашање околу делот со финансиите, можам во моментов да го повторам оно што го кажав на почетокот во однос на гарантниот фонд и нормално целиот тој механизам како ќе се прави и што ќе се прави, планот е да се утврди во стратегијата која што нели иницииравме сега да се подготвува 25-28, и тука мислам дека најголемиот инпут може да го дадете и вие. Ние нормално ќе кажеме како држава колку можеме буџетски средства да одвоиме. Знам дека ќе кажете дека се недоволни, но мислам дека вистинскиот одговор лежи во делот од прашањето кои што го поставивте кога направивте компарација со Словенија. Мислам дека за нас како влада е побитно да се стремиме да достигнеме некој ниво пред се на развој на државата како што е таа во Словенија, за да можеме да зборуваме нели тој износ да биде барем приближно на износот кој што вие го кажавте дека се доделува во Словенија.
оваа рунда одговори. Ние сме при крај веќе со продолженото време, но се договоривме да оставиме една кратка рунда за општи прашања од публика, така да дигнете рака кој би сакал. Има тука во третиот ред, па таму сега се тешките прашања. Да, ќе земеме 3 или 4, почнете од третиот ред, тука има 3-4 и таму позади друго. Благодарам, Александар. Јас сум Лилјана Поповска, сега од Зелениот институт. Ви благодарам, господин Јанушев, детално и исцрпно одговарате. Едно кратко техничко прашање, кое што верувам ги засега многу граѓански организации. Дали како влада би можеле да помогнете во усогласување на третманот на гранторите, на третманот на тоа што е дозволено да се исплаќа како хонорар во поглед на ангажман на државните и јавните службеници? Многу техничко прашање, многу просто. Луѓе се снаоѓаат на разни начини, заобиколуваат и така натаму, нели? Меѓутоа, за да не се глумат работи, за да може секој кој што е стручњак, е ангажиран на некој проект, да може нормално да си го добие хонорарот, да не мора да оди да се вртат кругови, нели? Одиме во борба против корупција и против злоупотреби. Како, дали би можеле вие да помогнете, бидејќи што се случува? Различни донатори имаат различни правила. И при тоа и граѓанските организации се честопати збунети кога во кој проект, кои правила да ги следат. Мислам дека многу би помогнале ако дадете јасни насоки и во комуникација и со донаторите. Еве, многу техничко, конкретно прашање. Благодарам. Уште два? Да. Јас Потоа сум таму. Мари Најдов од Тетово, Сдружение на Срби и Македонци Бранко Чајка. Ние постоиме 32 години. Нашите резултати кажуваат дека е тоа едно респектабилно здружение, меѓутоа не наидуеме, ние сме страно тело во општината. Значи да не дискутираме за како сакаат да ги постават работите, дека некакви донации. Таква работа кај нас нити имало, нити имаме на видик нешто слично. Јас сакав да прашам, како можеме ние да дојдеме до нашиот градоначалник во Тетово? Бидејќи 2 пати отидовме лично, ни рекоа дека ќе ни известат, пишавме писмено, не добивме одговор никаков. И немаме друг начин, него еве да го поставиме прашањето, да дојдеме до градоначалникот. Благодарам. Ние министерот за локална самоуправа, па ќе му пренеса. Повелете, ако може во 1 минута следните прашања. Добар ден на сите присутни. Јас сум докторка Андреевска, некој што работел 38 години во државно здравство, специјалист офталмолог. Ова засида го знам од предизвестно време, беше многу актуелно на телевизија. Мене ме чуди како генералниот секретар нема поконкретни информации и сметам дека навистина тие луѓе не смеат да бидат запоставени. Знаете зошто? Заради тоа што не само што нивниот живот е во прашања, ако немаат доволно медикаменти, туку ако немаат соодветни медикаменти, доаѓа во прашање заразувањето на остатокот од популацијата. Заради тоа што постојат медикаменти кои тие треба да ги примат за да не пренесуваат вирус понатаму. Така да тоа навистина да биде приоритетно. Еве пред мене е тука и сега и директорот на Фондот за здравство и сакам да апелирам во врска со луѓето што имаат диабетес мелитус, шекерна болест, особено од тип 1, особено деца, заради тоа што имаат проблеми со снабдувањето со пумпи и сензори. Нивните родители се во ситуација многу често да ги купуваат сензорите, така да се размислува, да тука многу да нема штедење, тоа е живот, мислам, тоа е животно загрозувачки, заради тоа што тие деца треба со години понатака да живеат, а ќе живеат ако ги имаат сите овие помагала. И така сакам да ја подсетам владата, тука е генералниот секретар, тука е директорот, да нема штедење во таа насока. Ви благодарам. Дека секретарот рече дека секако нема да се остави тоа на така. Во
преска се јави прв господинот таму позади и овде уште едно, па ќе затвориме, бидејќи ова е општа сесија за секретарот, имаме после уште една со 5 министри, така да поспецифичните прашања оставете ги за таа сесија. Да. Повелете. Вака се, значи прво да се представам со Сува Реталишан, доаѓам од коалиција за застапување на правата на листа со хендикеп менуваме, и истовремено јас сум лице со 99% оштетен вид. Моето прашање, прво гледам сите зборуваме за пари, финансиски средства како да се финансираат здруженијата на граѓани. Ја би сакал сега една друга страна да однесам тематиката и прашањето прем до секретарот, кој што навистина е коректен човек, го познам од претходно помогнато. Моето прашање е што правиме со националните сојузи на инвалидски организации кои енормни пари користат од државата преку игрите на среќата. И тие организации, покрај тоа што финансии користат, имаат и имоти, па имотите ги издаваат, па ги отуѓуваат вамо таму, никој во тие организации не поднел постапка. Ние како организација, лично, имаме поднесено до обвинителството, до владата, ако треба и повторно ќе ги доставам документите, да се запознае секретарот, да видите што се случува во тие национални сојузи, како што е пример слепите лица, на годишно ниво користат 17 милион денари, оваа година им се качија 21 милион денари. Што верувате, тие пари се ништо не прават ние, ние како организација направивме нешто, што ќе го дајме моментално на примерот однеси, на секретарот, како граѓански активисти, како треба да делуваме. Ова е стратегија со 25 цели за одржлив развој, која ги идентификува попреченостите и истата може да ни помогне како ние да се самопомогнеме во општеството, бидејќи навистина заслужуваме едно место, бидејќи сепак сме 96.000 лица со попреченост во државата. Благодарам. Времето ни истекува. Реков ја уште едно прашање тука и со тоа ќе завршиме овој круг. Повелете микрофонот, па брзински да одговориме на... Начинот на кој што ќе се зголеми бројот на луѓе кои што работат во невладен сектор и пишуваат проекти. Да пишуваат на проекти, со цел што поголем степен на искористеност на парите од европските фондови и другите меѓународни институции да имаме. Влезот на пари од и од другите меѓународни институции е особено битен во период на развој, меѓутоа државата да подради како ќе ги подржи граѓанските организации и во период на подготовка на проектни документации и во период за обезбедување средства за сопственост. И второ, да се најде начин да се направи поинтересен процесот за добивање на статус на организација од јавен интерес. Мислам дека е многу битно. Толку години кои имаме законот, како законско решение постои, меѓутоа интересни невладините организации не постои. Мислам дека кога контролата би била поголема, дека и помалу ќе биде јавниот негативен коментар за све што се случува во невладиниот сектор. Благодарам. На сите прашања, знам дека има уште многу, но имаме пак ќе речем уште една сесија, добре да завршиме оваа за и на министрите да изложиме да кажат од своите ресори. Секретарев, брзо потезно, 2-3 минути, максимум 5. Благодарам, ќе се обидам. Првото прашање мислам дека беше во однос на исплатите. Да, многу ми е јасно што зборувате, предоставам дека тука најмногу се осврнувате на луѓето кои што де факто работат во јавната администрација, но исто така се и на некој начин дел од невладиниот сектор. Веројатно ќе треба... Апсолутно се согласувам со вас и сите кои што сме биле во одреден момент дел од јавната администрација сме се соочиле со тој проблем. За жал го имаме оној или среќа, како гледате, го имаме законот за спречување на
конфликт на интереси, ДКСК како и да беше, кој што во овој дел е доста ригиден. Од друга страна, ако се сеќавам добро, пред неколку години, 21 сека беше, се донесе закон за лобирање. Не сакам никој да ме свати погрешно, но тогаш никој не се побуни, можеби не го виде тој закон. Јас тој период бев пратеник, се обидовме да интервенираме, но за жал неуспешно, бевме тогаш опозиција. Де факто ние сега во држава имаме закон за лобирање, со кој што вие може да лобирате, ама не смеете да наплатите. Така да малце, да не се изразам лошо, ама глупо тоа решение, пошто која е поентата ако вие треба да се борите да лобирате за нешто, и од друга страна да не можете тоа да го наплатите. Така да можеби треба да се размисли во насока да се интервенира во овие неколку законски прописи, за нели утре луѓето да не се донесат во ситуација да или мора да одбијат нешто да работат, или истото да го сработат, ама делот за наплатата да биде дел од сивата економија, бидејќи сите знаеме, јавна тајна е дека на тој начин се решаваат работите. Тоа не е ради тоа што луѓето сакаат тоа да го направат, туку едноставно ради тоа што не постои друг механизам, а се согласувам особено на тоа дека треба да се даде приоритет, бидејќи на крајот на денот е дополнителен приход за сите, и државата ќе има бенефит, пошто на крај на ден ќе се плати колку е 10% данок на сето тоа, и колку од почеток може би биле минорни тие износи, сепак ќе бидат дел од буџетските средства, и не би било нели лошо сите овие работи кои што треба да се променат исто така да најдат свое место во следнава стратегија за нас како влада, потоа на некој начин бидат и обврска за да ги иницираме тие процеси. Во однос на Тетово ќе го оставам министерот е тука, се надевам дека нема да биде себичен, дека ќе сподели контакти и ќе ви помогне да организира средба со градоначалникот на Тетово. Ако не успее министерот, тука сме на располагање, па крај крајава и да го викнеме градоначалникот на една средба и да видиме зашто не сака да ве прима. Во однос на она што повторно поставите како ХИВ, стварно не знам, веројатно не знам ради тоа што не сум искочен од канцеларија пред 8-9 навечер и не гледам вести. Тука е министерката за образование, но нели во својство на лекар, тука е директорот на фондот, се надевам дека можат да дадат одговор на прашањето како ќе се реши со тие проблемот со тие 8.000 луѓе. Кажав и претhodно, не верувам дека како одговор на влада ќе оставиме тие 8.000 луѓе да висат негде во воздух и како што кажавте да бидат потенцијален ризик и за останатите. Во однос на ова со сојузите, веројатно ако за диабетис, стварно и за сите болести ќе го оставам со директорот. Правник сум, не сум доктор, стварно не би знаел што да ви кажам. Во однос на ова што го напомена, судат ли бевте? Да. Се знаеме одамна, така уште у ЈСПК бев. Така е. Кога го воведувавме проектот за помош за слепи за автобусите со звучните сигнали, ако не се лажам, небитно, тоа се поминати работи. Ако ве разбрав добро, барате државата да направи контрола на дел од сојузите кои што користат големи финансиски средства, но алудират, ако ве разбрав добро, на злоупотреба, така? Сега јас морам да прашам тука во однос на најпрвото прашање да не влеземе у конфликт сега, да излезе дека како влада се мешаме и влегуваме во невладиниот сектор. Не сум сигурен искрено кој е надлежен, но еве тука се дел од колегите од секретаријат, така да земете си веднаш обврска да го провериме сето тоа и да видиме што треба да постапуваме. У моментов не би знаел што повеќе да ви кажам. Ако добро запомнив, последното прашање, односно коментар беше во однос на луѓето кои што фактички не работат доволно, бидејќи, како што сватив, немаме доволно луѓе кои што работат проекти, односно изработуваат документација за проекти.
целосно се согласувам со таа констатација. Многу често сме ја коментирали во минатото и сега, дека без разлика дали ставува збор за аплицирање преку државна институција или за проект во, не знам, комерцијална банка, дека искористеноста на средствата кои што ни стојат на располагање се катастрофални и се навистина поразителни. Буквално во секој сегмент. Многу е комплексно прашањето. Еве, ако го видите последниот попис, апропо претходниот попис, мислам дека процентот на луѓе со високо образование во државава од 9 на претходниот сега ни е покачен на 20-22-3%, ако не се лажам, што верувам дека исто така влие на темата која отворите, или со други зборови може ќе звучам грубо, но немаме писмено население. Другиот проблем е, нели, професорке, односно министерке, се извинувам, во однос на квалитетот на образованието кој што можеме да го подобриме, но треба да ги искористиме и луѓето кои што го имаат капацитетот за да едноставно ги поттикнеме дека пишувањето, аплицирањето и наоѓањето дел во приказката со проектите едноставно дава комодитет и заработка за живот кој што, нели, е подобар од оној кој што, нели, најчесто луѓето тежнат да влезам во државна администрација и да не се секирам. Веројатно треба да работиме заеднички на тоа, можеби и кампански, значи за да постигнеме некој ефект. Истото што вие сега го кажувате, веројатно се соочувате како невладин сектор, како граѓански организации, истото се соочуваме и од другава страна како влада, бидејќи и средствата пред себе од европските фондови кои што ги имаме на располагање, значи не користиме ни 50% од нив, а не па да збориме за некоја поголема искористеност, така да ова можеби би требало да биде еден од приоритетите во следната стратегија што треба да направиме, бидејќи од заеднички интерес буквално за сите во државата.